санитарна инспекција Добро. ни апелира да и понатаму да се врши дезинфекција, сега не на 2 часа како што беше по протокол, меѓутоа спијањето на одзеглава, дистанца, растојание, да. Јас само би прашала дали зголемувањето на бројот на деца во воспитните групи е во согласност со нормативите и стандардите за вршење на дејност. Разбрано сам и членот од законот каде што вели... Не, само со кратко, да или не, нема проблем. Не, нормативите се знае колку се. Мислам се во согласност, така со... Не, со донесувањето на одлуката над повеќе деца во група, не. Над нормативи сме стандарди, меѓутоа притисокот е огромен. Јас сум 22 години во оваа установа, спамтам група и со 46 деца, и со 35, и со 30, и со 32. Затоа велам, најголемата бројка на зголемување е 30 деца. Ако можевте да видите во предлог одлуката, не одевме на енормно зголемување на бројот на деца, имајќи предвид, не де Боже да не... Да, во секој случај, само сепак е и за дечињата кои се сместени и тие што доаѓаат, ако не се запазени нормативите, е сериозно, да, ве разбирам, притисокот го прави своето, ама сепак... Да речем, излегување во присет на потребите на родителите, иначе спасни се нови градинки. Добро, член 66 од законот кажува дека на друг начин бројот се зголем, мислам се решава проблемот со чекањето, ама разбираме дека нема простор и тоа е тоа. Ако нема друг некој прашања? 66. Од законот за детска заштита? Да, шо ми има повеќе, мислам, притисок за сместување. Точка 3 вели кога во јавната детска градинка нема слободни места, се оди, да. Затоа што за интереси за дечињата е зборот, мислам, на вистина и многу сместени. Местна заедница и други установи и објекти може. Така е. Добро. Да се преадаптират сојузно. Во Мајски цвет. Нешто помала бројка, меѓутоа тука е 350-40 деца. Ние имавме еден момент пред отворањето на 4 нови занимални градинката во Крабар, имавме 1000 деца на листа на чекање. 1000 деца во моментот беа, 500 кај мене, 500 кај Снежана во Мајски. Дали некој друг има прашања по однос на оваа точка? Немаме прашања и преминуваме на гласање на точките од дневниот ред. Точка 1. Одлука за измена и дополнување на одлуката за формирање на институционална работна група на ниво на општина Битола во рамки на Ромактет, програмата фаза 2 на Европска унија, Совет на Европа, промовирање на добро управување и зајакнување на ромите на локално ниво. Кој е за? Против и воздржан нема. Благодарам. Преминуваме на точка 2 за гласање на истата. Решение за давање согласност на одлуката за добивање на согласност за број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитните групи за деца во јавната општинска установа детска градинка Остреја Овадија Мара Битола. Кој е за? Воздржани против нема. Го заклучувам денешниот дневен ред и комисијата ја затворам.